Поздравени! Јас сум Емилија Софеска, вашиот предавач за модулот Енергетски ефикасни згради, како дел од обуката ЕОРЕМ. Инаку сум дипломиран инженер-архитект и магистар по науки од областа на одржливиот развој и урбанизмот. На ова предавање ќе видиме што е тоа енергетски аудит и што се треба да содржи градежната ревизија на новопроектираните и постоечките згради во однос на енергетските загуби и заштеди. Енергетскиот аудит на зградите представува проверка, истражување и анализа на енергетските текови во објектите со цел да се пронајде можност за намалување на потрошувачката на енергија без негативни ефекти на удобноста. Правилникот за енергетска ефикасност на градежните објекти, согласно со Директивата на Европската Унија за енергетска ефикасност во градењето, ја пропишува методологијата за изготвување на енергетски аудит и критериумите за издавање на енергетски пасош. Основните намери на градежната ревизија се да даде слика за енергетската ефикасност на објектот, преглед на оперативната состојба на опремата и системите, контрола на трошоците, предложи за мерки за заштеда на енергија, можност за споредба со постоечките стандарди и тоа е прв чекор кон собирање на податоци за енергетски сертификат. Методологијата на аудитот опфаќа неколку делови, и тоа дефинирање на критериумите за идентификација на објектот, скенирање на објектот доколку станува збор за постоечка зграда, изработка на проект за нов објект или проект на постоечка состојба за постоечка зграда, пресметка на геометриски карактеристики, анализа на потрошувачката на енергија, и тоа исто важи за постоечки згради, пресметка на постоечки потреби, односно загуби на енергија за постоечки згради, предлагање на мерки за подобрување на енергетска ефикасност, економска анализа на мерките за подобрување на енергетска ефикасност и усвојување на оптимално решение. Критериумите за идентификација на објектот треба да одговорат на неколку прашања. Дали објектот е приватен или јавен? Дали објектот е во фаза на проектирање или е постоечки? Дали е од јавен интерес? Дали е во состојба која претпоставува реновирање? Дали е голем потрошувач на енергија? Какви извори на енергија користи? Каква е потребата на инвеститорот и каква е финансиската моќ на инвеститорот? И дали може да се обезбеди финансирање, грант или субвенција од некој фонд? Скенирањето на објектот се однесува за постоечките згради за кои е планирано реновирање и содржи собирање и обработка на релативни податоци за објектот. И тоа се основни податоци за објектот, димензии, карактеристики на градба, конструктивни детали и слично, климатски податоци за локацијата каде се наоѓа објектот, енергетски показатели, показатели за површината што се загрева во објектот по катови, податоци за градежните и енергетски карактеристики, податоци за користење на објектот, временски, неговата функција и намена, анализа на постоечката документација, пристап код идентификување на отстапувањата, поможност со термограф и со вентилатор врата тестови, забелешки од корисниците на зградата. Енергетскиот аудит содржи голем број на податоци. Првиот дел од податоци се однесуваат на градежната геометрија, и тоа се димензиите на објектот, волуменот на објектот, вкупната нето и бруто површина, вкупната површина на обвивката и вкупната површина за застаклувањето. Понатаму геодетско снимање, тип на објектот, дали е стамбен, деловен, индустријски, јавен и така натаму, и карактеристики на градбата, дали станува збор за масивен, скелетен, монтажен систем на градба, како и карактеристики на градежните материјали, односно ѕидовите, подовите, таваните, покривањето и слично. Податоците од вториот дел се однесуваат на термофизичките карактеристики, односно коефициентот на топлинска спроводливост, увредноста на ограничените градежни компоненти и увредноста на прозорците, како и технологија на системот и инсталираниот излез. Во третиот дел се користат податоците за потрошувачката,
и тоа потрошувачката на електрична енергија, гориво и други видови на енергија во последните неколку години и како извор за таа информација се сметките за енергија во последните 3 години. Намена на секој поединечен извор на енергија, било да е за грејење, ладење и слично, и податоци за долната топлинска моќ на горивата. Уште тука се и податоци за употреба на објектот, која е неговата функција, цел, периоди и податоци за договорот во врска со објектот. Податоците од четвртиот дел опфаќаат климатски карактеристики на локацијата на која што се наоѓа објектот. Број на денови за грејење, степен денови, тоа е температурен показател за очекуваниот број на денови за грејење, ориентација и соларна геометрија и состојбата со ветровите на локацијата. Во петтиот дел се дадени следните податоци: градежните карактеристики на објектот, конструкција, дебелина, изолација, проверка на постоење на топлински мостови, проверка на заптивање на врати и прозорци, карактеристики на системот за грејење, производство и дистрибуција на топлинска енергија, карактеристики на системот за производство на топла вода, карактеристики на системот за вентилација и или ладење, карактеристики на системот за осветлување и застапеност на енергетските ефикасни системи и уреди. Во податоците од последниот шести дел треба да се наведат сите потрошувачи во објектот, бројот и излезна моќ на одделни потрошувачи, работни карактеристики на потрошувачите и класата на енергетска ефикасност на потрошувачите. Класата е одредена соодветно А и Б се висока енергетска ефикасност, С, Д е средна енергетска ефикасност, Е, Ф и Г е ниска енергетска ефикасност. Сите овие претходно собрани податоци треба да се чуваат во така наречена база за податоци, која што е особено важна во случај кога станува збор за сложена градба. При тоа, базата на податоци може да се ажурира кога мерките резултираат со промена. Треба да ја планирате вашата база на податоци на тој начин што може да се сместат податоци за потрошувачката во наредните години. Со добра база на податоци може да се изврши одреден мониторинг, дневен, неделен, месечен, годишен или по потреба, да се спроведи рангирање на системите на објектите и компонентите и да се планираат мерки за реновирање на прецизен начин. Анализите кои што се направени врз основа на собраните податоци опфаќаат користење, потрошувачка и трошоци за енергија, одредување на енергетската класа на објектот, проценка на енергетскиот потенцијал на објектот и на крај заклучоци за енергетските карактеристики на објектот. Сите собрани податоци кои што се дел од базата на податоци за енергетскиот аудит може да помогнат во изработката на градежен модел. И тоа, тој градежен модел лесно може да се конструира врз основа на податоците од Excel фајловите. Може да работи со функции за мониторирање, односно квази софтвер, може да содржи динамички симулации, тоа е динамичен софтвер кој прави симулации за објекти со повеќе зони, при што квалитетот на исходот зависи од сигурноста на податоците кои биле внесени. Откако ќе биде изработен градежниот модел, тој треба и да се употреби. Опциите за употреба на тој градежен модел опфаќаат проценка на топлинските барања, споредба со реалната потрошувачка, проценка на потенцијалот за енергетска заштеда во поединечни мерки за оптимизација и анализа на трошоците. Целта на изготвениот енергетски аудит е да се предложат мерки за подобрување на енергетската ефикасност на објектот. Според времето и вредноста на инвестиционите активности, можни се две основни категории. И тоа, мали инвестициони трошоци и брза имплементација, и поголеми инвестициони трошоци и задолжителна анализа на економската исплатливост. Распоредот за имплементација на мерките за енергетска ефикасност опфаќа податоци за начините и изворите на користење на енергијата во разгледуваниот објект,
одредување на просечната потрошувачка и трошоците за енергија за последните 3 години, одредување на специфичните трошоци за енергија, одредување на потенцијалот за енергетските заштеди во објектот и завршни согледување за подобрување на енергетската ефикасност. Врз основа на собраните и обработени податоци се одредува листа со економско-енергетски оптимални мерки и распоред на нивна имплементација, односно се изработува техничка документација за сите фази на енергетскиот аудит. Имплементацијата зависи од финансиските можности на сопственикот на објектот. Во состав на енергетскиот аудит се наоѓа и градежен извештај кој што содржи извештај за енергетската ситуација која може да иницира стратегија за намалување на севкупната потрошувачка, зголемена свесност за квалитетот на имплементираните мерки, зголемена свесност за контрола на системот, зголемено познавање на карактеристиките на објектот, како и подобри аргументи за спроведување на мерките за реновирање. На крајот, изготвениот енергетски аудит за еден објект мора да се погрижи за спроведување на мерките за енергетска ефикасност. Мерките за енергетска ефикасност можат да се спроведат на 4 начини, и тоа: да се обезбеди висока заштеда на енергија и ниски инвестициони трошоци, да се обезбеди средна заштеда на енергија и ниски инвестициони трошоци, изедначено ниво на заштеда на енергија и инвестициони трошоци и ниво на заштеда на енергија пониско од инвестиционите трошоци, енергетско економски најисплатливо.